отворено духовно око и колку толку чисто срце разбира дека проблемите во нашето општество на секаков план најпрвин доаѓаат од немање на моралност. Ние сериозно, огромен процент од нас, вклучувајќи ме прв мене, се отрнуваме од вистинските морални вредности, од заповедите Господови. И кога ќе се отрнеме од доброто, кога ќе се отрнеме од вистинските морални вредности, како може да се надеваме на напредок, на добро и на успех и на прогрес? Нема такво нешто. Тоа е илузија. Затоа, како Сојуз за живот, ја напишавме сите заеднички декларацијата за заштита на бракот и семејството. Декларацијата ќе ја прочита сестра Валентина од традиционално семејство, ја поканува да дојде. Добар ден и од мене и благодарност до сите невладини граѓански здруженија кои активно зедува учество во изготвување на оваа декларација и кои се подписници на истата. Истата декларација ќе биде доставена и до сите релевантни фактори во нашата држава, кои што имат моќта на одлучување и на носење на закон. Тргнувајќи од бракот и семејството како животодавна и природна основа на човештвото и општеството, а раководејќи се од членот 26 на Универзалната декларација за човекови права на Обединетите нации за примарното право на родителите за избор на видот на образование што децата треба да го стекнат. Загрижени поради обидите за редефинирање на бракот и семејството со агресивна пропаганда и идеологија, а се со цел измени на законската регулатива. Граѓанско-верската платформа Сојуз за живот на денешниот мирен семеен марш сведоштво за семејството ја утврди следната декларација за заштита на бракот и семејството. Под точка 1. Наша одговорност пред Бога, совеста и светоста на животот, а како граѓани и верници е да ги сведочиме и браниме трајните морални вредности на човештвото и општеството. А тие вредности се бракот како заедница меѓу еден маж и една жена, семејството, верата, нацијата и државата. Во духот на овие трајни морални вредности човештвото и општеството бараме воспитание и образование на нашите деца и следните поколенија. Бараме државата да обезбеди услови за хармоничен развој на личноста на детето во општеството кое ќе ги афирмира вредностите на бракот и семејството, детето да расте со љубов и разбирање од еден татко и една мајка, како биолошки и законски родители или со законско родителско старателство. Бараме национална стратегија за заштита на бракот и семејството со социоекономски мерки и активности неопходни за нивно обстојување. Бараме национална демографска стратегија за поттикнување на наталитетот, хубава популациона политика и спречување на емиграцијата. Бараме заштита од трговија со луѓе и човечки органи и детска проституција и порнографија. Подсетуваме и дека децата во утробите на своите мајки се личности и имаат своји права. Предупредуваме на сериозни последици по здравјето и животите на децата, поттикнати од опасните интернет игри, чии жртви се учесници во основните училишта со последици депресија, самоповредување и бегање од дома заради извршување ризични наредби од сомнителни извори. Апелираме на надлежните министерства, воспитно-образовните установи и родителите да ги преземат потребните мерки за забрана овие игри на интернет, едукација за последиците од нив, редуцирање на употребата на интернет мрежите кај децата, до забрана за употреба на мобилните телефони за време на наставата. Укажуваме дека малцинствата, меѓу нив и сексуалните, мора да ги почитуваат законите и моралните норми на мнозинството. Правата и слободите на малцинствата не смеат да ги загрозуваат правата и слободите на мнозинството. Подсетуваме дека во Македонија се почитува приватноста на личноста, хомосексуалноста е декриминализирана, а сексуалната ориентација не е стигматизирана. Неприфатлив е секој облик на повреда на приватноста на секој личен и семеен живот, на достоинството и угледот. Неприфатлива е секоја повреда на слободата на личноста, очекувајќи заштита од надлежните за жртвите од дискриминација
по било која основа. Неприфатливи се истополовите бракови, инцестот, полигамијата, педофилијата, некрофилијата, зоофилијата и иницијативите кои водат кон нивна легализација. Декриминализацијата на сексот меѓу децата и возрастните, преименување на таткото и мајката со полово недефинирани родител 1 и родител 2, и родовата идеологија во воспитанието и образованието на децата. Сметаме дека треба да биде узаконета забраната за посвојување на деца од истополови партнери или од партнери со оперативно променети полови. Бараме суспензија на секоја јавна промоција на сексуалната ориентација која е во спротивност со трајните морални вредности на човештвото и општеството. Бидејќи истото не представува демонстрација на правата и слободите на сексуалните малцинства, туку дискриминација на правата и слободите на мнозинството. Неприфатлива е секоја манифестација на сексуалните малцинства со која се врши повреда на чувствата, вознемирување и дискриминација кон верските заедници и нивните верници, како и кон моралните норми на мнозинството, во спротивност на демократијата и внатрешниот правен поредок на државата Македонија. Неприфатлива е секоја демонстрација на говор на омраза, нетрпеливост и нетолеранција во спротивност со трајните морални вредности на човештвото и општеството. Ја поддржуваме секоја превенција и борба против насилството врз жената и семејното насилство. Но ја отфрламе Истанбулската конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жената и семејното насилство од 2011 година поради родовата джендер идеологија со неконвенционалната дефиниција на машкиот и женскиот род. Независно од биолошкиот машки и женски пол, што може да се менува според волјата на човекот. Машки пол е машки род, женски пол е женски род и точка. Граѓаните на Македонија кои се залагаат за традиционалниот брак и семејство, ќе гласаат во иднина за оние политички партии и структури кои ќе ги прифатат и спроведат барањата од оваа декларација, како да сватат дека ова е гласот на народот, гласот на електоратот. Односно, истите ќе ги актуализираат во своите изборни програми. По еден пример од оваа декларација ќе биде доставена до председателот на собранието, владата, верските заедници, политичките партии, Сдруженијата на граѓани и средствата за јавно информирање. Уште еднаш голема благодарност на сите вас кои на денес топлото време не ви сметаше да излезете, да дадете поддршка на она што е природно, да си ги заштитиме нашите деца и да си ги заштитиме од штетните влијанија идеологии. Благодарам.